не им престануваат сите надлежности. Ова е одлука за пренесувањето на надлежностите од страна на министерот. Нормална постапка при промена на министерот во Министерството за внатрешни работи, да видиме на каква позиција влегуваме. Денеска дел од надлежностите ќе бидат вратени на структурите во Министерството за внатрешни работи, така да нормално функционира. Нема потреба никој во Република Македонија да биде загрижен во Министерството за внатрешни работи. Секој оној кој што е професионалец, кој што добро си обавува својата работа и според закон ќе биде ценет, и во тој дух ќе биде мојата понатамошна активност. Може ли да ни кажете на кои позиции на кои луѓе, од кои позиции им се одземени надлежности? Тоа се пренесени надлежности на разни позиции на Министерството за внатрешни работи и дел од тие реков дека денеска ќе бидат вратени. Може ли објасните кои се? Значи има многу позиции кои што произлегуваат надлежности од Законот за внатрешни работи, Законот за организација и работа на органите на управата и Законот за полиција. Се оди до најниско ниво, до локалните? Ова е значи пренесување само на надлежностите. Овде нема кадрски промени и сакам да биде јасно дека ова е нормална постапка при промена на министерот, за да овие надлежности бидат во еден момент предадени повторно од новиот министер за внатрешни работи на структурите. Дали значи дека на некои од позициите ги именувате ваши кадри? Апсолутно, сега не сум размислувал за таа работа. Влезот е да ја видиме состојбата во Министерството, да видиме каква е финансиската состојба, какви се човечките ресурси и така натаму. Дозволете да прво ги погледаме овие работи и да понатаму секако дека со јавноста ќе се споделат. Меѓутоа едно е јасно, едно знам дека професионализацијата во Министерството за внатрешни работи е врвен приоритет. Таму има многу луѓе кои што се професионалци, кои што си обавуваат својата работа, благодарение на што и функционира Министерството за внатрешни работи, и јас апсолутно сакам да продолжам со сите професионалци во Министерството да работам заедно. Ако именувате нови луѓе, евентуално кога тоа би се случило? За сите понатамошни чекори во Министерството ќе бидете информирани дополнително. Така, бидејќи вие дојдовте на оваа позиција, да речем, во невообичаена ситуација, вашето именување е дел од еден политички договор. Дали вие имате ингеренции да го правите ова како министер за внатрешни работи? Јас дојдов врз основа на политичкиот договор од Пржино како министер за внатрешни работи. Ингеренциите на секој министер произлегуваат од законите со кои што се пропишува, значи Законот за внатрешни работи, Законот за полиција, и исклучиво ќе работа врз основа на ингеренциите што произлегуваат од закон. Кој ќе биде вашиот приоритет во министерството, бидејќи сега веќе стигнаа првите критики и за Мерцедесот и за претходно што зборевме за одземање на надлежностите? Министерството имаше демант вчера во однос на тоа прашање. Не станува збор за никакви возила, туку нешто што според законот следува на министерот за внатрешни работи и кое што е ставено на располагање. Тоа е едната работа, приоритетите да ги согледаме состојбите во моментот во Министерството за внатрешни работи, и понатаму ќе бидете информирани за сите чекори кои што ќе стават.